Не се представи, јас сум жртва. Со сите докази, со целокупниот процес, со целокупната изнуда што беше правена од страна на оваа злосторничка група, предводена од Бојан Јовановски, Катица Јованова, судика, адвокат и слично, кои во подоснежните процеси ќе се докажат, самите ќе дојдете до заклучок дека сум бил жртва. Не само ја, било многу повеќе жртви, јас сум се одважил тоа да го пријавам и да го кажам пред јавноста. Зашто нема процеп? Бидовте во детали да го раскажете случајот, како заборавивте на состанокот кај што бил присутен господинот Филипче, дали добивте можеби гаранција од гласа дека доколку да спомнете имињата поминете полесно? Не, јас не бите состанок. Значи такви состаноци ако спомнував, јас Бојан Јовановски прво обвинет во случајот каде што бил присутен министер да ве потсети. Јас кажав и во мојот исказ дека многу функционери, многу директори, многу биде злоупотребувани од страна на Бојан Јовановски и мислам дека да беше важно за процесот, сигурно ќе го кажам. Да го надополнам прашањето на колегата само. Дали сте под некаков политички притисок да не спомнувате никакви имиња на политичари и функционери на ова рочиште? Видете, во мојот случај империја направен за да дојде до рекет, немало директно присуство на ниту еден политичар. Да имало и на еден политичар, јас тоа ќе го соопштев и ќе го кажев на јавноста. Колку што гледаме понатаму во случаите со меѓународниот сојуз и слично, ако се потврди таа група, таму веројатно има некаква инволвираност на некои други луѓе што биле во власта. Јас во мојот случај не сум имал таков притисок. Ја спомнавте Демишкова, немало никакви спогодби, понуди за спогодби и слично. Дали на некој начин ја амнестиравте денеските за што точно ја обвинувате? Видете, јас сум човек што не лажев, кажав денеска само вистина горе во судницата. Беше болна за некои луѓе, меѓутоа таа е вистина. Не можам да обвинам Катица Јанева дека ми нудела спогодба, кога не ми нудела спогодба. Ми нудеше Бојан Јовановски, а јас ја слушав Катица Јанова, како што реков, дека таа со него разговарала на телефон за, како да кажам, за работа што е невозможно да се изведе. Јас сум свесен, паметен човек, сватив дека тоа игра на нив двајцата, меѓутоа мене во обвинителство тоа не ми го понудила лично. Господина Камчев, набројавте бизнисмени кои платиле рекет. Ги спомнавте, да го споменам и Жарко Луковски, ги спомнавте и Пелистерка. Во овој случај беше исто под сомнение и пораничен директор Сашо Мјанов. Имате ли информации дали можеби, бидејќи бевте во блиски контакти, дали можеби он подлегнал на плаќање, има ли други луѓе кои платиле рекет, ги знаете, а не ги спомнавте? Видете, ја све што имам слушнато, не сум видел, сум слушнал, тоа го соопштив уште првиот пат на обвинителката Вилма Русковска. И тоа го кажав денеска. Сум слушнал за тие луѓе и на крајот на денот, вие сте паметни новинари, отворете кој све се рекламирал на еден ТВ по 200.000, како што кажува Бојан Јовановски, нормални рекламни договори, ќе ви стане јасно дека сите тие биле рекетирани, жртви на ова злосторничко здружение. Сите што во еден ТВ имаат платено реклама, сите до еден биле на некој начин гонети од Бојан Јовановски и од Катица Јанева и таа група. Само на тројца луѓе империја целосно наша има креирано лажно и дека сега и доколку е повашено влеза колку тоа гледа во интернет. Не ви го разбирам прашањето. Сакате да ме убедите дека случајот империја е лага и Љубомир Јовески кој што го гледате сега на работа понатаму е внешен во вашиот. Јас прво не сакам никој ништо да убедам, најмалце вас. Сакам само да докажам дека сум чист и тоа ќе го докажам, ако има и судски процес утре за случајот империја. Меѓутоа сакам да нагласам дека случајот империја е случај кој што е отворен за изнуда на пари, затоа што и со начелното плавно мислење на Врховниот суд тие не биле овластени тужители, затоа што се превземени предмети кои што се од 2002 година, 18 години стари, затворени со обвинителски резолуции, што не е нормално, погледнете ги во изјавите на сите обвинители, кои што денеска што ги затвориле се во Советот или во Висшето обвинителство, и доколку сум сторил криминал, сигурно дека ќе искочам да одговарам пред јавноста. Ама тоа ќе го докажам во секој и пред вас и пред секоја судска постапка. Јас сум човек што вработува 3000 луѓе, најголем плаќач на данок во оваа држава и нема да дозволам моето лице и лицето на моите деца и моето семејство да го каѓаат вакви накази како Бојан Јовановски и Катица Јанева. Господине Камчев, во каква А вие мислите дека еве просто прашање. Кој подпишувал? Катица Јанева давала налог на кого? На обвинител Лиле Стефанова, кога сам сум слушал како таа давала наредби
на Лиле Стефанова, кои што биле противзаконски, доколку биле противзаконски тие наредби, зашто Лиле Стефанова не ја пријавила Катица Јанева кај Љубомир Јовевски и зашто не го почитувала законот за обвинителство? Ајде објаснете ми. Доколку тие наредби на Катица Јанева биле противзаконски и таа ја присилувала Лиле Стефанова да го прави тоа што го правеше, зашто таа не го пријавила до надлежниот обвинител дека имала притисок од Катица Јанева? А улогата на Весна Демишкова? Многу е јасна. Пим мерките што ми беа продадени од братот на судиката, од кого се добиени? Предпоставувате или знаете точно? Ама еве прашувам, значи мене ми понуди спогодба. Има и докази за тоа во обвинителството. Спогодба братот на мојата истражна судика. Со исти бројки кои потоа ми ги бнуеше Бојан Јовановски и Катица Јанева. И како вие, ајде кажете ми кој друг адвокат има посебни истражни мерки у копија и ви нуди спогодба дека доколку дојде до процес, истите тие ќе бидат изменаџирани по скала на плаќање. Па јас да сум сакал некого да подкупувам и да рекетирам, ќе платев на почетокот и немаше да има процес. Јас бев убеден дека апсолутно нема никакво дело и вина против мене. И они тоа многу добро го знаат. Ја тоа ќе го докажам дека е така. Немојте мислите дека ќе седам овде и ќе седам некој за да може да ме гнети и да ме прави. И ја мислам дека јас со ова што го направив голема заслуга на оваа држава. Еднаш за секогаш да се исчисти тоа зло што функционира во овој систем. И немојте да ги етикетираме сите суди и обвинители, збориме за 2-3% на тие луѓе. А сите им даваме етикета дека тие се нечесни, корумпирани и лопови. Сепак не ви го враќаат, не ви даваат привремен пасош. Поведете, само еден поведен Како стигна во јавноста по вашите безбедносни камери снимките? Видете, јас колку што искочија потоа и документите, веројатно се искочени или Ама јас ги предадов до овластените институции. Како искачаат документите од таму? Јас ниту сум имал изјава моја, ниту сум имал снимки, ништо. Јас ги предадов и оригиналните хард дискови и оригиналните снимки до обвинителството, кое што потоа иделе од обвинителство до основен, од основен до апелација. Каде у тој круг е тоа искачано? Тоа ја не можам да кажам. А господин Камчев, како ќе го објасните тврдењето на обвинетиот Бојан Јовановски дека со помош на бугарски и американски пријатели всушност вие сте го документирале обидот за ваша корупција? Јас Кој ствари снимал? Видите, снимав јас лично во секоја куќа објект, суд. Ево имате ситуација пред една недела кога неговителката го тепала детето. Кога ќе се десат такви дела, тие камери се поставени докажано во мојата куќа пред 4 години. Не се поставени дента. Коридорот кај што тие иделе и правеле е забележан на тие камери. Јас имам многу пријатели и во Софија, и во Америка, имам компании низ светот и нормално е да се консултирам со тие луѓе по ваква ситуација што ми правеа мене, пошто ми се многу блиски пријатели. Јас лично ги снимав сите работи преку мојот мобилен телефон и за тоа има докази и ќе ги видите доказите сите во обвинителството. Господине Камчев, каква е улогата на господинот Венко Филипче на состанокот кој што го зборуваше Бојан Јовановски? И за каков проект се работеше? Да. Небитен е проектот, пошто Бојан Јовановски бладаше све што збори глупости и имаше идеја да прави некакви јавни приватни партнерства и бла. Беше еден состанок, од мене не потврден, без интерес ниту од министерот и мислам тоа беше само муавет. Дали те ни кажете која е улогата на Зоран Кичијац? Ве обвинува дека го контролиравте. Дали беше он можеби ваш тројански конј за ова што се случи? Не можам да тврдам, Зоки ја призна спогодбата, Зоки работеше кај мене во компанија 2-3 години, беше потоа многу близок пријател со Бојан Јовановски, комуницираше, во првите моменти кога влегов во притвор помагаше, беше тука, што се случи потоа не можам да кажам. Што не кажам, мора да го објасните моментот со господинот Филипче, затоа што рековте дека цела поставка ја почнавте за да го расчистите судството за правата, нели веројатно сакате и да немаме корумпирани политичари. Со каква идеја дошол на тој состав? Немаше. Дали знаел дека вие ќе бидете таму и дали знаел дека ќе се предложи бизнис идеја? Јас и Венко Филипче сме долги години пријатели. Значи, сме преку 20 години. Венко работеше и во нашата болница одреден период. И Венко ми е пријател и ќе ми биде пријател. Бојан Јовановски имаше некоја идеја да се прави некоја јавно-приватно партнерство за некаква болница. Ние му рековме дека тоа не држи вода, дека он може преку негови врски тоа да го излобира и тоа беше целта на состанокот. Апсолутно, да имало било што, да имало барање од Венко Филипче, да барал средства, да знаете дека сигурно ќе беше пријавен. Мислите дека Катица Јанева му ја даде моќта на Тоа истото прашање.
Дали мислите дека Катица и Бојан Јовановски би влегле во оваква отворена, директна игра да ве корумпираат без сериозна поддршка од уште помоćен врв во власт? Да ме рекетираат, не да ме корумпираат, да. Нивната близина беше исклучително блиска. Веројатно ако се пуштат сите материјали во постапката, сето тоа ќе го чуете ви и ќе сватите за каква близина се работеше. Таму е најголемиот проблем што алчноста на Катица за пари беше клучна, мислам, оваа работа. Телевизијата беше алатка како потоа да с големи моќта, повикувајќи функционери, секојдневно обвинители, суди, правејќи им се пријатели слично. И он ги продаваше на бизнисмените сите тие луѓе како негови блиски пријатели, преку кои може да заврши работа, да излобира, да него и некого и слично. Мислам дека, да не грешам душа, ама 99% моќта на Катица беше огромна, вие тоа добро го знаете, а Бојан е исклучително интелигентен човек и успеа тоа се да го искомбинира, да го спакува и да го продаде на нас сите како во еден од исказите, односно во првиот исказ велите дека од кога излегол од состанок со премиерот, Боки дознал дека е пријавен. Мислите дека господинот Заев го предупредил Бојан Јовановски? Немам ја ни еден исказ, ја немам дадено дека Боки Јовановски дознал од премиерот. Тоа е мој исказ, нема таков. Јас само од кога го пријавив Боки, со него ги прекинав сите комуникации. Апсолутно сите. Јас само му кажав на Зоран Милевски дека сум го информирал премиерот да му пренесам Зоки и дека што сака нека биде работа, нека се сврши. Бојан Јовановски само што последно рече дека торбата Луи Витон се вратила во вашиот дом. Како ќе го искоментирате? Видите, он е човек што не знае што збори. Некоја кажува дека торбата е земена од неговата куќа, од неговите родители и однела таму или однела ваму. Мислам, апсолутна лага. Хард дисковите од тие дати, он рече за 2 дена после тоа се во обвинителството, ќе се видат сите камери и ќе видите кој лаже. Овој исказ што го кажав денеска и ова што го изјавувам е 100% точно и вистина. Значи нема ниту една лага, ниту некого сум заштитил, ниту некого ќе заштитам. Пробав да успеам да се изборам за правда во оваа држава. Тоа ми беше мисијата. Тогаш предпоставувате каде заврши милионот кој го дадовте? Извинете? Предпоставувате каде завршил милионот кој го дадовте? Луѓе, стварно не можам да видите како да ви кажам, заврши кај Боки сигурно. А каде, дали се делел, колку се делел, кој на кого, и јас верувам дека е делен на некој, ама кој ги зимал парите, не знам. Добро, за вчерашната акција на МВР, што документи беа презентирани? Прво немаше никаква акција. Акција. Потврди дека имало истражители. Висте, луѓе, секојдневно во компаниите доаѓаат луѓе од управа за приходи, на контроли, дојдоа од Министерството за внатрешни работи, најкултурно, најрегуларно 20 инспектори во едната од нашите фирми да ги побараат документите за продажбата на артиклите што се продадени од компанијата Монт, мајци, поточно на компанијата Полиестер. Ние со компанијата Полиестер соработуваме повеќе од 10 години на истата оваа работа. Ние во таа сделка, Монт како фирма, ги има набавено маиците за 2 евра, а ги продало за 3,5 евра. Остварил супер профит, платил данок на државата, платил данок на добивка, платил ДДВ. Ние во таа цела конструкција, што ја правиме нон-стоп секојдневно, имаме испратници, имаме фактури, констатираа луѓето од Министерството за внатрешни работи, сватија дека апсолутно се е чисто и дека сме добиле наплата од прилика 40%. Ние сме дале опомена на тужба на Полиестер, меѓутоа Полиестер е наша традиционална фирма. Ние законски чекаме да ни ги плати средствата, пошто имаме законски рок. Од која ќе ни ги плати Полиестер средствата, ние тогаш ќе ја затвориме таа трансакција. Ние немаме никаков контакт директно ниту со ВМРО, ниту со СДС, ниту со една коалиција. Тоа е така и само така и тоа е вистината и ќе ви потврди и Министерството за внатрешни работи. Дали ќе понесете граѓанска тужба за подоцна правда против Бојан Јовановски? Ќе поднесам повеќе тужби, ќе бидете информирани, пошто ќе поднесам тужба за жртва и ќе поднесам граѓанска тужба против Катица Јанева и Боки 13 за враќање на средствата. А може ли да ми дадете коментар на што се однесуваше прашањето на Јовановски, зашто други му турбата? Имаше само новини од озгора, магазини, луксузни некои магазини, пошто си играв мајтап со него, му ставив Луи Витон за мајтап, му ги ставив луксузните магазини за мајтап и му ги ставив парите. Му ја отворив торбата особата, ги виде, се изнервира дека се по 50 евра банкноти
И све ќе чуете и све ќе видите. Ништо друго немаше. Бојан вие шоумен, глумец. Тоа бараше ова 5 минути да прави шоу, ама не успеа. Пошто вистината е појака од него. Немало некакви уреди за следење на тачната, што има шпекулации во медиумите. Па што све се изнаслушавме луѓе, нема ска.